да видиме кои се копнени животни заедници ги изучивме. Борче? Ние ги изучивме ливадските и шумските животни заедници. Добро. Што видовме друго? Кои се може да сретнеме во ливадска и во шумска животна заедница? Во шумските животни средини живеат многу животни. Живее лисицата, живеат волкот, живеат елени и други. Така, одлично седи. Кој живее во ливадските животни заедници? Симона? Во ливадските животни заедници живеат од животни, гомарите, скакуниците, дождовниот црв, глушецот, и многу други. Но покрај животни видовме дека живеат и голем број на растенија. Денеска малку повеќе ќе зборуваме за животните, за растенијата. Зелени се затоа што сами се создаваат храна со процесот фотосинтеза, а за да се создава таква храна им е потребна една материја што се вика хлорофил. А кај печурките немаме таква материја, печурките не можат сами да се создаваат храна, туку се изхрануваат така што црпат со своите корени од други материи, или многу често сте виделе печурки прикачени на дрва и ги црпат на корен од соковите од дрвото. дека растенијата сами ја создаваат храна со помош на сончевата енергија. За царството на Габи и за царството на бактерии. И што друго научите вие? Дека живеат во водата, почвата, воздухот, во внатрешноста на други организми. Исто така научивме дека можеме да ги видиме само со големо зголемување на светлосниот микроскоп и дека тие не можеме да ги видиме со голо око. Ние овој час истражувавме за животни кои се Аѓа жабата и се нарекува класа на водоземци. Самиот збор ви кажува животни кои што живеат и во вода и на земја. И ги спаѓа борбетни животни. Во влече ги спаѓаат кои? Змиите, крокодилите, желките, кои што го влечат своето тело. Значи спаѓаат во царството на животни, во класата на рметни и уште една подкласа во класата на влечни. Царството на животни
и во класата на рбетни и спаѓа во подкласа на птици. За полесно изучување не може да ги измешаме и да ги изучуваме сите во една класа. И најсложената група на животни во која што спаѓа и човекот се цицачите. И другите инсекти кои што секојдневно не обкружуваат, ќе спаѓаат во една посебна група на членконоги. Затоа се вика членконоги. Значи сите инсекти кај кои што телото е изградено од вакви членчиња ќе спаѓаат во групата на членконоги. И последната група, Вики? За алгите откришме дека тие се едноставни организми кои имаат органи што личат на растителната коренчиња или ливчиња. Повеќето се зелени и имаат и кафени црвени. Да извлечеме еден најголем заклучок. Колку царства на земјата постојат, за колку царства ние денеска истражувавме и се уверивме дека има на нашата планета Земја и зошто е направена поделбата на различни растенија, животни, микроорганизми се сместени во посебни царства. Ние денес изучивме за 5 царства. Во нашето плико имаше представници на различни царства. Оваа птица спаѓа во царство на животни, рбетни, класа на птици. Оваа риба е во царство на животни, рбетни, класа на риби. Пеперутката е во царство на животни, безрбетни, класа на членконоги. Истражувавме за царството, имавме слики од царство на животни и царство на бактерии. Царството на животни постои безрбетни, класа месчести медуза. Ова птица спаѓа во царство на животни, рбетни, класа птици. Шелката спаѓа во царство на животни, рбетни, класа лечуги. Бактериите спаѓаат во царство на бактерии, царство на животни и ова царство на животни, безрбетни, класа членконоги. Ние истражувавме за различни царства. Например, птицата спаѓа во царство на животни, таа е рбетна и е во класата на птици. Мечката спаѓа во царство на животни, таа е рбетна, во класа на цицачи. Цвеќето нарцис спаѓа во царство на растенија, тоа е семе. Гуштерот спаѓа во царство на животни. Тој е рбетен и спаѓа во влечуги. Магарешкиот трон спаѓа во царство на растенија. Тоа е семени. Штрукот спаѓа во царство на животните. Тој е рбетен и спаѓа во класата на птици. Зајакот спаѓа во царство на животните. Тој е рбетен и класачи цицачи. Ние овој час истражувавме за царство на земјата. Откривме дека овие слонови припаѓаат во царството на животни, дека тие се рбетни и класата им е цицачи. И откривме дека оваа бубамара спаѓа во царството на животни. Таа е безрбетна и класата е членконога. Откривме и царство на гад.